пета година поред, токму во прекрасниот амбиент на DoubleTree by Hilton хотелот се одржува Мажи на годината, една од најпопуларните манифестации посветена токму на мажите во месецот на мажите ноември. Кој се ќе доби оваа статуетка, дознавате во наредните минути во ексклузив. Пето поред издание јубилејно на Маж на годината, односно Мажи на годината, а и оваа година еден од водителите заедно со Жарко Димовски, актерот, си ти токму тука во прекрасниот амбиент на DoubleTree by Hilton хотелот. Какви се впечатоците од изминатите години, вака одма ќе те прашам, затоа што на некој начин и бренд амбасадор стана можеби на овој да кажам јубилеен овој пат пето поред издание на Мажи на годината. Вистината е дека навистина го водев првиот, кој што беше, не знам колку се сеќавате, во гастробар во Трент, и тоа е нешто сосема поинакво од она што е денеска Маж на годината. И сметам дека секоја година од година во година прераснува во еден толку силен и убав настан што мене ми е навистина чест што сум пета година поред на сцената да ги најавам најдобрите мажи. Така, кажи ми од твоја гледна точка, бидејќи си дел од естрадата овде македонската јавна сцена, и знаеш, изминативе години беше и во најпознатиот естраден магазин и некако ги знаеш оние движење на македонската, односно и машката јавна сцена. Кој се според тебе вака ја одбележа оваа година од твоја гледна точка некој маж, дали би можела да издвоиш? Иако навистина видов дека е огромна бројката на оние кои што се номинирани токму вечерва за награди. Па мене ми е многу драго прво што има навистина многу категории за да се покријат малтене сите успешни мажи во Македонија. Не би сакала да сега да баратам со имиња за да не издадам реално кои ќе бидат добитниците. Меѓутоа многу се радувам што има една ваква манифестација која што стварно е поттик и што стварно од година во година се повеќе престиж да се добие една ваква статуетка. А кажи ми, што според тебе треба да има еден маж за да освои оваа статуетка на крајот на годината? Според мене апсолутно се, ако ме прашуваш. Сметам дека треба да е навистина талентиран во она што го работи, да биде успешен во она што го работи. Јас особено им се радувам на оние на онаа категорија што е успешни млади менаџери до 30 и до 40 години. Навистина сметам дека е поттик за помладите за да знаат дека навистина од многу млади години може да се биде успешен ако се посветиш на она што го работиш. Благодарам многу, те посакам оваа пријатна вечер и се надам се гледаме и на 6-та година. Апсолутно, се надевам. И пета година поред, како што кажавме, јубилејно издание на Мажи на годината, дефинитивно настан кој што вечерва ќе имате можност да го погледнете, односно видите кои се мажи ќе продефилираат, а меѓу нив веќе втора година поред и Жарко Димовски, актер популарен, веќе и преку Джентълмен магазинот, практично нели емисија која што е во на некој начин продукција, односно организација на истите оние кои што и вечерва го организираат овој настан. Кажи ми што за тебе значи Маж на годината, еве ми ја прашав, и што се треба да поседува еден маж за да ја добие оваа награда оваа? Да, како што спомна, петта година поред, да го честитам јас роденденот. Јас сум втора година овде откако сум нели во Джентълмен магазин, кој што е еден од организаторите на настанот. Да се биде Маж на годината е голема чест. Дефинитивно, и да се биде Маж на годината треба пред се да се биде джентлмен. А што е джентлмен е моето најпоставувано прашање, нели? Човек со манири, реализиран човек кој што не пати од его и човек кој што прави за другите, нели, е филантроп, пред се ги гледа другите, па на крајот се гледа себе си. Односно се гледа себе си гледајќи ги другите за да се види себе, малку е покомплексно кажано. 12 награди, 12 статуетки, 12 признанија за Мажи на годината и една главна титула Маж на годината во целост, кој што ќе ја добие еден од тие 12. Тоа не го знае ни самиот он, ќе го разбере вечерва, така да ќе биде многу интересно, ќе биде динамично и тензично, а пред се ќе биде опуштено од една страна затоа што една гала вечер која што е настан навистина за восхит. Кажи ми, тешко ли е, еве ти си некако во тимот нели на и Джентълмен магазин, а избирате практично и джентълмени кои што се појавуваат во емисијата од недела во недела, тешко ли да се одбере маж, еве како од страна на маж кој што би се појавил во таа емисија, кој што би се представил нормално пред се како джентълмен? Да, има, значи, нашата продукција има жири комисија која што ги одредува и овие награди и жири комисија која што прави список од, да кажеме, 54 емисии имаме ние годишно, значи во вторава сезона, и тие прават некаков список од 100 луѓе кои што понатаму ние ги бираме
гледаме кој како е слободен во зависност од нивното време. Значи, сето е тоа по предлог на некого, на некој стручен тим, можем да кажем, така да така се случуваат тие работи. Така, верувам запозна многу мажи кои што можеби лично не ги знаеш, а ги запозна преку емисијата и кажи ми вака, бидејќи сепак сега се ти во улога овде нели на ко-водител заедно со ние, меѓутоа си водител на овој доста популарен магазин кој што веќе е реномиран и го знаат гледачите на македонската публика. Еден, еве, дали би можел да ми извоиш од тие емисии досега изминатава година, барем маж кој што според тебе остави некој белек во емисијата Джентлмен Магазин? Сега скоро зборавме затоа што наближуваме на крај на втора сезона да се направи компилација од најдобрите работи што ги кажал секој еден гостин, затоа што секој еден гостин на свој начин го донесол џентлменството, така да би требало да се направи како една симбиоза од двете сезони можеби и да се направи како еден приречник за џентлмени by Gentleman Magazine од Македонија. Тоа беше мојата идеја. Со тоа сакам да кажам дека секој подеднакво остава свој дел и свој удел во самото ова. Да. Така е. Јас ти благодарам многу и се надевам дека се гледаме и во 6-та година поред. И благодарам многу, се гледаме. Уживајте. Дојдов таму и викам, господи, детето не може да биде суспектно, може да биде болно или здраво. Татко му, којнината може да биде суспектен. 3 дена дома не е собран. Мајде, ми ги тупо се и децата, а утре твоите ги закажа на ручек да дојдат. Треба да чистам, да средувам, глава не знам кај ми. Земи барем таму освои прво место, барем таму покажи се нема да ме брукаш. Конјино едно. Ајде, поминете си убаво. Знаете после што следи. Ајде, пријатно. Баш на годината, јас веќе испоменав, нели, кога ја примив наградата, дека не ја чувствувам заслугата за оваа награда и токму затоа мислам дека оваа награда ја служува организацијата која што јас ја носам, која што јас ја водам, нели, а тоа е хуманитарната организација Свети Спас, која што е хуманитарна организација на Скопската православна епархија при Македонската православна црква. Постоиме 7 години, народот веќе добро не познава, се обидуваме да помогнеме, не можеме секаде, за жал, тоа е факт. Меѓутоа, доколку се вклучиме сите, тоа ќе можеме да помогнеме на многу повеќе луѓе, да нема да биде онаа народната, нели, според можностите и желбите да бидат, туку тоа како и желбите ќе можеме да ги исполниме и да навистина повеќе не постојат гладни во не само нашата држава, туку на секаде во светот. Што според тебе треба да поседува еден маж за да добие ваква една статуетка? Тука. Ова овде да биде поврзано со ова овде и сето тоа да зрачи. Не знам како...
Ако раскажувам на подолго, ќе биде многу долго за оваа кратка изјава. Честитки на организаторите, ова е пето јубилејно издание на еден настан кој што ги одбележува тие кои што се најуспешни и најобштествено одговорни, кои луѓе кои што навистина дале во текот на претходната година сериозен придонес во развојот на нашата држава во се вкупен интерес. Значи зборуваме за луѓе од културата, од бизнисот, од спортот и тие се луѓето кои што се навистина звездите на нашето општество, кои што секоја година треба и да им се дава едно вакво признание. Да се биде маж во современа смисла во овие тешки времења во кои што живееме, пред се значи да се биде општествено одговорен, да се има емпатија, да се има свест за проблемите, но и да се има предлози за решавање на проблемите и предизвиците со кои што се соочува ова наше општество. Пред се треба да поседува добро домашно воспитание како основа, нешто што можеби младиве генерации малку и го девалоризираат, за жал. Треба да поседува мудрост, упорност, непоколебливост и една храброст во животот да чекори во пресед на сите предизвици, без разлика за каква професија се определил и каков е неговиот животен пат. Тоа се тие квалитети што треба да ги поседува секој маж за да биде успешен во својот живот и професионален и приватен. Жаклина, љубов моја, Жаклина, желбо моја, Жаклина, љубов моја, Жаклина, звездо моја. И на петото јубилејно издание на Мажи на годината заедно со нас Игор Џамбазов, кој што е и номиниран, а веќе добитник на наградата Маж на годината. Што според тебе значи зборот за Маж на годината и што се треба да поседува еден маж за да биде Маж на годината и да добива статуетка? Добро вечер на сите. Повеќе прашања во едно. Значи, ова се награди што се доделуваат врз основа на тоа што имаш направено во тековната година. И кога ми соопштија дека организаторите ми ја доделиле мене, прво јас почнав да се сомневам сам во себе дали има нешто значајно што сум направил минатата година за да ми дадат награда. Не секогаш се радува човек на наградите, особено ако се без некаков повод на стара слава, што викат. Но кога пресметав дека во изминатава година учествува во најгледаната хит серија Преспав, дека со Весна Беби направивме еколошка серија, дека водев квиз од 20 секунди, дека завршив новата книга, дека го завршувам новиот албум, дека сега режирам и играм главна улога во представа со Весна Беби, дека ја добив наградата Петре Прличко, но исто така дека умре татко ми, дека умре Сашо Пижевски, еден од моите најдобри другари. И кога ќе видиш, машки сум ја издржал оваа година. Но јас баш тоа сега на доделувањето ќе го кажам, мислам дека најмногу ги импресионираше тоа што сум јас еден од ретките мажи кои јавно ја искажуваат својата љубов. Тоа овие младите не знаат да го прават. Они се многу јаки во инбокс, но кога ќе застанат со противниот пол очи во очи, they are speechless. Немаат што да кажат. Да, и мислам дека тоа ја импресионира генерацијата после мене или неколку. Ретко е тоа, нели? Познат човек да ја признае јавно својата љубов. И тоа го сметам за најмажественото нешто што сум го направил во изминатата година. Морам да искористаме во оваа прилика она што велиш машки како е да се издржи. Во моментов си во таква некоја ситуација во љубовта која имате со Илина. Како издржуваш? Бидејќи како што каже јавно истакна што како ти се чувствуваш, односно директната твоја емоција пренеса на пост преку Инстаграм. Љубовта е чудна работа. И кога ќе се навикнеш на неа, значи не е битен само човекот, ти стануваш зависник од љубовта, а особено ако е кон некој човек каков што е Илина Арсова. И издржувам машки, еве гледаш. Сватив дека колку повеќе работам, толку имам помалку време да мислам на тоа дека сум сам. Јас сум сам, ама не сум осамен. Дека си во креативен хаос, што се кажува. Морам да искористам уште и оваа пригода за уште нешто врзано со Преспав. Го спомна каква е ситуацијата во моментов, бидејќи сега одеше една успешна серија која што заедно со тебе најавивме во еден пренос во живо, токму Куќен притвор, една сериозна убава серија која што изгледа од продукција. Какви се плановите за Преспав?
Па, оваа година малку доцни се, но се ќе си биде реализирано, да. На крајот на јануари ќе снимаме, овој пат ќе се емитува оваа пролет. Истото важи и за квизот 20 секунди. А сега во сабота почнува на 24 Вести проектот Агenda 21 со Весна Бејби и со членовите на нејзината актерска школа. Ја третираме екологијата на малку по инаков начин од другите. Не сакаме да им направиме да стане тоа бауч за младата генерација, да се плашат од зборот екологија, туку да научат да живеат со него. Гледаш кога се наоѓаме на место кое е чисто, средено, дека и ние се чувствуваме убави, насмејани, дишеме длабоко, одиме исправено. Кога е нешто сиво, нечисто, недефинирано, тогаш ние не се чувствуваме убаво. И верувам дека со Весна правиме една мисија, ако бидејќи никој од нашата генерација тоа го прави или го прави малку, знаеш, малку подзаскриено, малку... Знаеш, денеска многу работи што треба да имаат едукативен карактер се прават тезгарошки, што би рекле ние. Ајде, оде страдата, колку да се направи, колку да се земат и поделат парите, при тоа не се мисли многу за квалитетот, а Весна и јас се занимаваме токму со содржината на нештото, а не со формата. Тоа веројатно театарот не научи дека така треба да се прави во животот. Да, морам да го истакнам тоа дека комерцијалниот дел го гледате повеќе во општествени одговорни компании како Пакома, како чинами и Пакома, навистина треба да се овака јавно, една јавна благодарница со пофалница, се викаше тоа во моје време, за Пакомак и за нула отпад. Значи, фирми кои влегоа безусловно со нас и кои дури и финансиски не поддржуваат, не само со своето име и со дејностите што ги прават, туку и финансиски, и навистина е голема благодарност за нив и да не беа они немаше ни да постои Агенда 20. Благодарам многу. Да сте ми живи и здрави. Таму некаде. Што правите, бре, телетабиси едни? Kasna svirka, rani led, idem doma, dan je svet. Aerodrom gaji svi, jingle bells i ukrasi. Ma di baš sad, da na Banjak budem tu. Moji svi, oko stola čekaju. Sve bi da bazaju jednu malu fritulu i da me držiš čvrsto za ruku, jer ja sanjam taj Banjak uz tebe. Петар Грашов овдека во Скопје, пред нормално и еден убав настан кој што ќе се случи, односно настан во Скопје. Како си еве за старт овдека на во овој дел, во овој вид на настан кој што се случи? Ja sam prije svega dobro večer svima. Ja sam uvijek sretan i uvijek sam dobro kad sam u Makedoniji, kad sam u Skopju. Večeras sam sretan da sam imao prilike prisustvovati 5. jubilarnom izdanju dodjeli nagrada muž. Man of the Year, ajmo tako kazati. I lijepo je vidjeti i susresti neke ljude koji su u svom segmentu, u svom sektoru dali neki maksimum i koji mogu služiti kao primjer nekim drugim ljudima kako se to dobro radi. Така, морам да ве прашам според вас еве како еден пример за вистински маж кој што поседува и глас и талент во својот сегмент на нели она сцена машка која што имаме во целиот регион. Што според вас треба да поседува еден маж за да биде маж на годината и да добие ваква награда? Pa ja mislim da prije svega čovjek treba, puno stvari tu utječe, ali mislim da je najvažnije da treba naravno biti školovan, voljeti svoj posao, to je izuzetno važno, predati se svom poslu, treba vjerovati u sebe i treba imati ljude oko sebe koji su kvalitetni.
kako na poslu, jednako tako i u backstage-u, što bi ja tako kazao, odnosno u kući. Kad imaš kvalitetne poslovne suradnike, kad imaš kvalitetan tim, kad ti može pratiti ono što tvoje vizije, kad su lojalni, jednako tako kad se vratiš kući, kad dođeš kući, a nemate nekoliko dana, razumije da zbog čega te nema, onda to je onda jedna podloga da muškarac može napredovati. Така е, се благодарам многу и веќе само на самиот крај да искористам една прилика поврзано со новогодишните празници, сето оно што ќе се случува, какви се плановите околу некој концерт или албум овдека во Македонија веќе имавте добри настапи преку нормално Прагма продукција и сето оно што се случува овдека во Македонија, меѓутоа какви се плановите околу албуми, настапи, фестивали, односно и нормално синглови? Što se tiče novogodišnjeg programa moga, on je već odavno definiran, ja sam do 3. januara gotovo svaki dan na koncertu. Svaki dan imamo koncerte u cijeloj regiji, dakle od Beograda, od Skopja pa preko Ljubljane gdje sviramo na trgu pred Novu godinu. Nova godina će biti u Dubrovniku na trgu glavnome. Nakon toga smo u hotelu Splendid u Budvi i tako dalje, tako da nastupa ima jako puno, a naravno u januaru gdje će biti puno manji tempo. Januar je rezerviran da budemo malo sami sa sobom, sa obitelji, ali jednako tako kad ću to iskoristiti kao vrijeme kad ću konačno ući u studiju, dovršiti neke pjesme nove koje radimo, tako da nove pjesme očekujemo da budu vani negdje u martu. Така, и еве додека оди интервјуто ќе оди и вашата песна Фритула, која што дефинитивно е еден хит кој што е најава за оние ваши, односно најава за оние божикни прекрасни празници и веднаш асоцијација на Фритула и Петар Граш. Јас ви благодарам многу за одвоеното време. Сакам убав представа скоро. Hvala vam, još jedan put pozdrav svim gledateljima, gledateljicama i sve najbolje u novoj godini želim. Držiš čvrsto za ruku, jer ja sanjam da u ponoć šapnem ti. Тоа беше се од ова успешно издание, пето поред јубилејно на Маж на годината, односно Мажи на годината. Ова беа само дел од оние кои што продефилираа јавни личности токму тука во прекрасниот емент на Double Tree Hilton. А ние веќе се гледаме во некое следно издание на ексклузив на Джингл телевизија.